Секој 6 месеци ќе се оценува знаењето на јавните службеници, ќе добиваат оценки и сите што ќе имаат единица ќе одат на обуки до совршување. Реформата во јавната администрација треба да го преобрази институционалниот систем за максимална служба на граѓаните, порача министерот Горан Минчев на отворањето на првиот едукативен центар во општина Аеродром. Новите простории се наменски, ќе служат и за обука едукација на новите генерации и преедукација на постоечкиот кадар. Сме близко до подпишување на меморандум со Центарот за управување и промени со Француската амбасада, кои што ќе го потпомогнат развојот на академијата во наредните 2 години, ќе станат основата за да добиеме добро обучена, образована и професионална јавна администрација. Тоа е темел на реформите во јавниот сектор и тоа треба да биде темел на одлична услуга на граѓаните, односно воспоставување на европски стандарди. Голема политичка волја има за департизирање на административниот апарат, вели Минчев, а доказ за тоа според него се веќе донесените законски измени. Критиките за стагнација на јавната администрација, вели министерот, било констатирано во извештаите на Европската унија изминативе 10 години, но ништо не било сторено на тој план. Гаранција за департизирање на јавната администрација се новите законски решенија, односно зголемувањето на критериумите кои што се во рамки на тие закони за учество во рамки на јавните огласи кои што понатаму ќе ги распишуваат институциите. Исто така, дисциплинската одговорност која што ја најавивме е исто така показател дека навистина ќе се потрудиме оваа јавна администрација да биде добро едуцирана, да има знаење во континуитет. Министерството веќе подготвува нови сет законски измени, кои ќе ги опфатат законите за висока раководна служба, за платите и за работа на органите на државната управа.